И покрај повисоките субвенции за жените фармери, мал е бројот на оние кои ги водат семејните фарми на село. Мажот е неприкосновен во носењето на одлуки, во водењето на фирмите, поаѓајќи од тоа како да се трошат субвенциите, каде да се инвестира, што и како да се произведува и каде да се пласира. Мерките со кои се стимулираат жените за поголемо учество во креирањето на земјоделските политики во едностопанство се добри, но не и доволно се искористени, покажуваат анализите од терен. Во суштина, таквите мерки добро се планирани, меѓутоа ефектот е слаб. А погледнеме било која статистичка процена, ќе видиме дека процент на жени кои што се управители на стопански фарми е минорен, значи скоро незабележлив. Субвенциите, да, секако имат својата позитивна улога, меѓутоа очигледно дека штом бројот на жени не се зголемува како управители на стопанства, укажува некој друг проблем. За жените фармери се предвидени 15% повисоки субвенции, но се уште е слаб одзивот за искористување на мерките согласно стратегијата за рурален развој. Со ова се наметнува прашањето каде лежи проблемот и зошто овој бенефит недоволно искористен. Согласно насоките кои што Македонија ги усвои со стратегијата за рурален развој 2014-2020, наведени се мноштво од мерки кои жената може да ги користи, кои дел, но за жал периферно, 1-2% од вкупното женско население кое што се бави со земјоделство ги користи, се мерките за поттикнување на развојот на земјоделството во Република Македонија. Од тие мерки постојат, би рекол, солиден избор за да може жената да биде активно вклучена во истата. Дел од жените пријавени како фармери кај нас никогаш не биле носители на земјоделски стопанства, иако аплицирале за повисоки субвенции. Контролите на надлежните на терен открија случаи на злоупотреба кај овие субвенции.